На СДСМ не и успеа да ги блокира парите од Унгарија, откако претседателката на Собраниската комисија за финансирање и буџет Сања Лукаревска не закажа седница во предвидениот рок. Според деловникот, спикерот Африм Гаши го стори тоа и законот експресно го помина првиот собраниски филтер во матичната комисија. И покрај бројните негодувања за овој заем, пратениците на СДСМ не се појавија за активно да учествуваат во дискусијата и да ги образложат нивните ставови. Веќе следната недела за законот ќе се гласа по скратена постапка. Најавите се дека тој ќе биде ставен на дневен ред во вторник, иако на интернет страницата на Собранието се уште нема закажано седница за 17 септември. СДСМ и денеска продолжи со обвинувањата за унгарскиот заем. Партијата тврди дека потеклото на унгарските пари е всушност од Кина. Тоа според СДСМ го потврдиле и еминентни странски медиуми, кои објавиле дека Унгарија всушност се задолжува по понеповолни услови кај Кина за парите кои ги дава на Македонија. Па во оваа прилика го прашуваме Мицкоски зошто ја лажеше јавноста за ова? Зошто крие кое е потеклото на парите? Зошто крие дека Унгарија всушност се задолжува со понеповолни услови кај Кина за парите кои нас ни ги дава? Ова според нас е јасен сигнал дека тука има некој политички интерес. Покрај ова законот изобилува со нелогичности, изобилува со недоречености и многу непознаници, како например не се предвидени јасни критериуми, што е многу важно, не се предвидени ниту механизми за распределба на позајмените пари, нема јасно утврден систем за контрола на трошењето на парите. Реакција од ВМРО ДПМН велат дека СДСМ смислува вакви обвинувачки пресконференции во недостаток на компас, колку да се каже дека партијата се уште постои. Според нив, токму СДСМ била символ за корупција. Небулозите за тоа дали биле кинески или афрички пари, доволно е СДС да поседува елементарна писменост за да дознае. Ваквата состојба на тотална безидејност ја тера СДС да критикува само колку да критикува и постојано да употребува ќорфишеци. Ја разбираме кризата во СДС, но нема да дозволиме со себе да ја повлечат и Македонија. Унгарската експорт-импорт банка треба да ни позајми 500 милиони евра со 3 години грејс период и 12 години рок на отплата, со камата од 3,25%. Заемот ќе се отплаќа на 24 полугодишни рати. За евентуални неповлечени средства, земјава ќе треба да плати провизија од 0,5% од заемот на годишно ниво. Општините и бизнисот со нетрпение ги очекуваат унгарските пари. Компаниите ќе добијат кредити со каматни стапки пониски од пазарните, но ќе треба и да исполнат одредени услови. Обврската на компаниите е да инвестираат половина милијарда евра за да добијат половина од парите, односно 250 милиони. Преку овие вложувања тие имаат обврска и да обезбедат годишно најмалку 5000 вработени и да остварат раст на производството 5% над стапката на инфлација, која според последните пресметки изнесува 2,2%. Општините пак со првиот јавен повик ќе добијат 100 милиони евра обезбедени со ребаланс на буџетот, а потоа и 250 милиони преку унгарскиот заем. Вчера министерот за локална самоуправа Златко Перински соопшти дека сите 80 општини аплицирале со вкупно 357 инфраструктурни проекти. Владата се надева на огромна градежна офанзива до крајот на годинава, која треба да ја поткрene реализацијата на капитални инвестиции во земјава, која во првите 6 месеци беше едва и 28% од предвиденото. Кога го договори заемот, премиерот Мицкоски објасни дека со Унгарија ќе има отворена рамка за финансирање. Тој и министерката за финансии во повеќе наврати потенцираа дека до година Македонија треба да враќа и претходно направени долгови. Планот е владата прво да се обиде да се задолжи преку меѓународните финансиски институции со камата до 3,2%, а ако тоа не успее, тогаш ќе се повлече и втората половина од заемот од Унгарија, односно дополнителни 500 милиони евра на стартот на 2025 година.